Топлотниот бран ја зголеми потрошувачката на струја. Податоците кои Сител ги доби од Евана покажуваат дека во јуни и првите денови од август граѓаните трошеле повеќе електрична енергија во споредба со истиот период лани. Во јуни потрошувачката достигнала 405.000 мегават часови, а најголемиот дневен конзум бил регистриран на 26 јуни со над 15.000 мегават часови. Токму тој ден во Скопје биле измерени 34 степени. Температурите во јуни годинава се незначително повисоки во однос на истиот период во 2025, што се одразува со умерено зголемување на вкупната потрошувачка на електрична енергија, велат од Евана. Во јули пикот е достигнат кон крајот на месецот со над 16.000 мегавати. Сепак вкупната потрошувачка е пониска од ланската поради пониските температури. Но со новиот топлотен бран, побарувачката повторно расте. Само во првите 4 дена од август се потрошени 59.000 мегават часови, за речиси 9% повеќе од истиот период лани. На 4 август, ден по продолжениот илинденски викенд, е забележана и најголемата дневна потрошувачка, речиси 15.500 мегават часови, кога во Скопје биле измерени 37 степени. За месец август се уште не може да се направи анализа на потрошувачката, бидејќи месецот не е завршен. Од Евана вела дека потрошувачката е во рамки на планираните вредности. Во меѓувреме, зголемената побарувачка за електрична енергија, во комбинација со намаленото производство во дел од регионалните централи, создава сериозен притисок врз енергетските пазари во југоисточна Европа. Цените на берзите во регионот во текот на изминатата недела надминаа 700 евра за мегават. Највисоки цени биле регистрирани во Словенија и Хрватска, а најниски во Грција и Бугарија. На 3 и 4 август биле забележани најголем број ценовни скокови, кога генерално цените се зголемиле за 50 до 100% во споредба на претходните недели. Еден од главните проблеми е ниското ниво на водата во Дунав. Поради тоа, намалено е производството во хидроелектраните и нуклеарните централи. In this year there was very few rain, and not only in Hungary but in Austria, Germany, the Czech Republic, so all the places from where the Danube collects the water. So when the rock comes out from the water, then the hunger comes, because then it's very little water in the Danube and also very little water on the field. Хидролошката состојба во Македонија е добра и стабилна, потврдија хидролозите од УХМР и Министерството за енергетика. Акумулациите се полни над 70%, па и во услови на продолжена суша имаме силна основа за полесно да се преброди тој период. И од владата неделава кажаа дека нема да ги повикаат граѓаните да штедат, како што направија повеќето европски земји, и дека плановите одат во насока, кај на струјата од нова година да поевтини, а ефтината тарифа да биде проширена. Мартин Арсов, Сител телевизија.